Зошто старите оставаа леп на прозорецот пред бадник? Во едно мало село под Кожув постоел стар обичај што никој не се осмелувал да го заборави. Секоја бадникова вечер, пред семејството да седне на трпезата, на прозорецот се оставало мало парче леп. Младите често прашувале зошто. Но старите ретко давале одговор. Кога бил дете, Мартин секоја година го гледал дедо му како внимателно го оставал лебот на прозорецот. Една вечер конечно собрал храброст да го праша. Дедо, за кого е лебот? Старецот не одговори веднаш. Неколку мигови молчеше и го гледаше пламенот од огништето. Потоа тивко рече. За оној што можеби нема каде да седне на бадниковата трпеза. Како мислиш? Старите верувале дека на оваа света вечер никој не треба да остане гладен. Ниту човек. Ниту патник. Ниту некоја душа што се уште го бара својот пат. Мартин не разбра што сака да каже дедо му. Но никогаш не ги заборави тие зборови. Годините минуваа. Мартин порасна и замина во градот. Животот стана брз, а старите обичаи полека му останаа во минатото. Но една снежна зима повторно се врати во селото за бадник. Си изгледаше исто. Снегот тивко паѓаше. Од оџаците се издигаше чад. Во куќите светеа свеќи. А во воздухот се чувствуваше мирисот на топол леб. Кога дојде време за вечера, баба му одвои мало парче од бадниковиот леб и го стави на прозорецот. Мартин се насмевна. Се уште го правиш тоа? Бабата го погледна. Се додека има кој да го памети. Таа ноќ Мартин не можеше да заспие. Околу полноќ стана да се напие вода. Тогаш забележа дека парчето леб исчезнало. Се приближи до прозорецот. Надвор се уште паѓаше снег. Но немаше никакви траги. Ниту од човек. Ниту од животно. Само белина. Следното утро ја праша баба му. Кој го зема лебот? Бабата само се насмевна. Некои работи не треба секогаш да се објаснат. Доволно е да се паметат. Неколку часа подоцна, додека го чистеа снегот пред куќата, Мартин забележа нешто необично. На прозорецот лежеше стара бакарна паричка. Потемнета од времето. Никој не знаеше од каде се појавила. Бабата ја зема во рацете и тивко рече. И оваа година некој се заблагодарил. Мартин не одговори ништо. Но долго ја гледаше паричката. Следната година, пред да седнат на бадниковата трпеза, самиот остави парче леб на прозорецот. Никој не му кажа. Никој не го потсети. Дедо му веќе не беше меѓу живите. Но кога баба му го виде лебот, само се насмевна. Добро е, рече тивко. Обичајот ќе продолжи. И за прв пат Мартин почувствува дека некои работи не се важни затоа што се вистинити или невистинити. Туку затоа што ги поврзуваат луѓето со нивните предци, нивните спомени и нивниот дом. Дали во вашето семејство постои стар обичај што се уште се почитува?